Значи, на само 3 дена сме од почетокот на Европското првенство во одбојка, кое што во еден дел ќе се одржи и во Скопје. И како што ни ветија нашите дечки кои се дел од одбојкарската репрезентација на Македонија, Иван Андонов, Филип Савовски и Тоше Ефремов, за да не информираат за подготовките на нашата репрезентација, за контролните надпревари, за тоа каква е атмосферата пред самиот почеток, како што кажав, значи, уште само 3 дена неделот од почетокот на првенството, но еве, да почнеме од почеток. Најнапред поздрав и уште еднаш огромна благодарност што си го исполнивте ветувањето дека ќе се вклучите уште еднаш пред почетокот на првенството. Ајде да почнеме прво како поминаа подготовките. Најпрво здраво, поздрав до сите, поздрав до цел Провишти и па би сам доврзал. Па што знам, подготовките сега за сега се одвиваат во најдобар ред. Се е под контрола, се е како што треба, сите сме добри, сите сме здрави, со нема никакви повреди. Се си тече во најдобар ред. Сега останаа уште 3 дена и сега ќе видиме како ќе биде. За сега е многу добро. Така. Колку контролни надпревари одигравте и како поминавте? Одигравме 6 официјални контролни надпревари и игравме 2 тренинг надпревари со селекцијата на Јапонија. Надпреварите поминаа добро, мислам за воигрување, за темперање на форма, се помина добро. Тоа беа доста квалитетни селекции, може да се издвои селекцијата на Јапонија, селекцијата на Египет, која Египет е една од најдобрите селекции на афричкиот континент и мислам дека беа тоа доста квалитетни и корисни надпревари за нас. Ние ги искористивме максимално и мислам дека да темперавме формата на едно добро ниво и сме спремни за надпревари се следуваат сега на Европското првенство. Така сега да спомнеме и само, еве, рековме веќе и трет пат дека уште 3 дена можеме да кажеме на нашите гледачи со кого се среќавате прво и некои други надпревари кои што следуваат. Ние го отвораме Европското првенство во среда на 30 против селекцијата на Данска. И мислам дека тоа ќе не биде еден од главните и клучни надпревари на ова првенство и ќе ни значи многу во понатамошниот циклус во текот на првенството. Потоа следува надпреварот со Црна Гора, потоа следува против Полска, Холандија и на крај го затвораме првенството со Чешка. Навистина и тешки противници. Се надеваме на добар резултат, па да се преселиме во Бари. Да го слушаме и Тоше на кратко. Тоше, како се вклопи со постарите колеги? Па, релативно тешко е. Давам максимум да влезам во 14-те, да давам некој квалитет, но уште сум млад, некој талент што треба да го развивам во понатамошното играње. Така. Сега, пошто навистина имате и обврски, еден повик да направиме за нашите сограѓани. Еве, близко е, Скопје е. Да, па ги повикувам сите наши сограѓани да ако може да присуствуваат. Цел Пробишти нека да ќе биде многу интересно и ќе има добра одбојка, многу квалитетна одбојка. Значи да дадеме поддршка од трибините. Да. Јас уште еднаш ви благодарам што бевте дел од Пробишти Пинфо. Ви посакувам многу успех и среќа и се слушаме после Европското. Благодарам вам, се слушаме. Се среќавам си.